Добро, најпрво сакам да изразам задоволство за овој преубав настанок дека овие денови организиран во Кавадарци поради причината која што сите сме дека собрани, а тоа е Тиквешкиот гроздовар и карневалот, кој што еве како што може да слушам од представниците на светската организација, после подолго време повторно се одржува, после 2 години пауза поради короната, нели повторно се одржува и јас посакувам и тој да биде успешен. Дека се забавуваат гостите, знам дека изминативе денови луѓето се забавуваа 10.000 наши сограѓани, но и останати гости од соседството кои што се придружија на овој преубав настан се забавуваа. Мислам дека беше прекрасно, очекувам и денеска да биде така и да посакам уште многу вакви успешни настани кои што ги организира општина Кавадарци, градоначалникот тука и нормално уште многу години повторно се среќаваме и да се го честитаме овој преубав. Проблеми, каков е вашиот коментар? Од тоа што можев да го слушнам од луѓето кои што се занимаваат со таа работа, од лозарите, е дека откуп нема, односно има проблем со откупот. Можеби на хартија цената е малку повисока од минатата година, но во суштина нема кој да ја плати таа цена, бидејќи откуп нема и сите тие велат дека половина од бербата останува ненабрана. Дел викаат и целосно бербата останува ненабрана, неисплатливо е. Буквално сите се жалат и велат дека е тешка ситуацијата. Сега една е што кажуваат од владата, но реалноста дека е наистина тешка и се подценува трудот на луѓето континуирано од оваа власт. Се надевам дека тоа ќе биде последната година кога се подценува трудот, дека до година со една нова влада на непревремени парламентарни избори луѓето ќе го сочуваат своето достоинство и достоинствено ќе им биде исплатен трудот, односно ќе има достоинствена цена и ќе има откуп онаков колку што има и род, а не како сега. Ако да речеме родот е 10, откупот е за 3, за 4, останатото останува ненабрано или воопшто не е откупено од страна на откупувачите. Така што лоша е ситуацијата, не е добра, лоша е ситуацијата. Така што се надевам и ќе работиме на тоа да биде последна година нова влада која што го подценува трудот на земјоделецот на лозарите. Господин Исковски, кажат најавот власта дека може да се отфрли иницијативата референдумска. Кој беше како неосновен? Кој беше коментар по овој? Па ја слушнав таа, прочитав. Сега не знам како да го наречам, брифинг или шпекулација или не знам како тоа да го квалификувам. Ако е вистина, уште еднашка власта покажува страв и плашени се. Бегаат од народот, бегаат од предвремени избори, бегаат од референдум. И наистина не знам дали воопшто го заслужуваат епитетот да бидат влада, бидејќи единствено нешто од што не бегаат, тоа е криминалот, кражбата и тендерите во 4 очи. Ако тоа навистина така се потврди, тогаш жртвуваат дополнително влошување на односите помеѓу владата и опозицијата и предупредувам дека единствено одговорен за тоа ќе биде владата во овие тешки времења, бидејќи не покажува демократски капацитет. Стравот е едно, соочувањето со народот е друго, ние треба порано или подоцна да се соочиме со народот како политичари. Ова беше одлична можност заедно со референдумот да се организираат и предвремени парламентарни избори. Но сепак ќе го оставам да ова биде шпекулација, да не е истина и да парламентот, односно спикерот, најпрви дозволи да се соберат тие 150.000 подписи, а потоа да се оди на референдум, па народот не одлучи. Енергетска криза, најави за рестрикции, можно ли? Едно знам дека многу пари ќе ни требаат. Најпрви, ако се сеќавате, најавуваат владата дека ќе ни требаат 150 милиони евра за да ја поминеме годината и да ја совладаме енергетската криза. Последниот состанок кај Пендаровски, кој што наистина не знам зашто беше одржан, излегува со бројка од 300 милиони. Еве, јас ви велам 500 милиони, може би ќе бидат малку. Зошто? Затоа што тие го забораваат стопанството. Затоа што забораваат на стопанството. Тие гледаат само тоа што нив ги интересува. А забораваат на стопанството, забораваат на локалните единици на управување и така натаму, кои што имаат екстремно големи трошкови. Еве, до мене беше од левата страна градоначалникот на Прилеп. Директно можеме да посведочиме за огромни потешкоти во работењето на комуналните предпријатија, во водоводите и така натаму, поради високите сметки
на струја. Тие само сметката за струја е за 30% скупниот приход за месец јули, за месец август, за месец септември. Значи, само сметката за струја, не зборувам за трошоците кои што се поврзани со оперативното работење на комуналните предпријатија и на водоводите. Замислете, ако вие имате сметка за струја која што 20, 30, 40% го наминува приходот на вашето предпријатие, а владата го остава на милост и немилост, вие што треба да направите? Што треба да направите? Слушаме дека следно ќе биде зголемување на комуналните услуги во водата. Повторно ќе удриме по джебот и по стандардот на граѓаните. Затоа велам, тие ги гледаат само директните последици. Јас велам половина милиарда, можда ќе биде малку. Можеби ќе биде малку половина. И сето тоа е резултат на неодговорното работење и недомакинско работење. Не произведува, кога требаше да произведуваат и да се организираат, тие крадат. Договараат тендери во 4 очи, кој ќе го врши превозот на увезениот јаглен, кој ќе го прави ископот во 4 очи, кој ќе го вози мазутот до децна готина и до битола и кичи. Тоа е суштината. Тие тука гледа каква да биде производата, не гледа како да ја поминеме зимата, иако предупредував една година пред. Ето, можам да сумирам дека состојбата е алармантна и доколку нема обид од страна владата да се коригира, се е можно, се може. Ви благодарам, имајте го ден.